еден од сплетот на закони кои што се протуркува повторно со европско знаменце и законот за градење, кој што има претрпено многу измени и дополнувања, но сегашните се суштински измени со кои се заобиколуваат сите постапки за одобрение за градба, па се до упис во Агенција за катастар на недвижности. Со еден збор кажано, ова е предлог законско решение со кое се заобиколуваат редовните постапки и незнаењето на оние кои што го изготвувале ова предлог законско решение и незнаењето на оние кои што им давале наредби е дека сите овие работи можело да се завршат во согласност со постоечките позитивни законски прописи и уставот, наместо да се заобиколуваат сите овие постапки. Зошто? Наместо да се изземаат одредени постапки и фази во целокупното постапување при од планирање до изградба на вакви инфраструктурни проекти, можеше да се пристапи кон кратење на роковите на постапување на самите органи, секако и на оние кои што проектираат, па се до запишување, како што реков, во Агенција за катастар на недвижности, а повторно да биде постигната целта. Меѓутоа, побудите од кои што се прави ова, за да се протнат и одредени одредби за кои што понатаму ќе ги образложиме, е единствено од лукративни причини. Оние кои што ќе го изведуваат сакаат да нема предвидливост, да нема знаење каде ќе се движат овие траси, што ќе се случува со објектите на трасите, што ќе се случува со земјиштата, како проектите ќе се спроведуваат. Ова го зборуваме бидејќи една клучна измена која што ја предлагаат. Најпрво ќе ја цитирам неа, која што се однесува, внимавајте, во членот 2, вели, по членот 2б се додава нов член 2в кој гласи: во ставот 2, за градбите од стратешки интерес не се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градење, услови за започнување на изградба, за измени во тек на изградба, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за прибележување и предбележување на градбата во јавната книга на недвижности, за рокот за изградба, за формирање на одлагалиште на земја, за дислокација на долновод, нафтовод, магистрален гасовод, магистрален и така натаму. Тие предвидуваат дека овие одредби ќе се заобиколат и нема да се постапува по нив. Зошто го потенцирав овој член на почетокот? Вели нема да се прибележат во Агенција за катастар на недвижности. Тоа значи дека од еден за друг ден оној кој што ќе го изведува заедно со нарачателот, односно владата, ќе имаат право од ден за ден да ги менуваат и условите и трасата и по претходно нивни договори кај ќе минува трасата, кај кого ќе минува и на кого се ќе му се исплаќаат средства за експроприација, на кого се на непостоечки објекти ќе му се исплаќаат средства за експроприација, на кого се на нелегални објекти ќе се исплаќаат пари за експроприација. Сето ова ќе зависи од волјата на владата, односно преку договорот кој што го склучуваат, бидејќи со овие законски решенија си озаконуваат нешто што е противзаконско. Многу јасно и децидно. Се озаконува незаконското за да имат одврзани раце, да постапуваат во даден момент онаму каде што ќе им притреба. Но која е овде суштината? Суштината е со ваквото незапишување, односно не прибележување и предбележување, што е законска основа за секое градење, не предбележување во Агенција за катастар на недвижности, немаме никаква трага што се случувало и каде се планира да се работи. Тоа значи, ако денес се договорат изведувачите
добијат наредба од владата дека трасата треба да биде сменета по барање на некои челници и политички мокници, ќе биде сменета да биде зафатено земјиште кое што, еве од овде повикувам, да се провери трасата каде што ќе се одвива, правниот промет на земјиштата во последните неколку изминати месеци, па да се види дали некој знаел каде ќе минува трасата, дали имало правен промет на ваквите земјишта и објекти, со цел да истите ги искористат оние кои што не ја знаат трасата, да им ги купат по многу пониски цени, за да истите сега ги мултиплицираат цените и преку процесот на експроприација на постоечки и непостоечки објекти да се стекнат со огромни средства испумпани од буџетот на Република Македонија. Ова е предвидливо, бидејќи тие што ја знаат трасата која што ја предвидуваат, имале информации пред сите други, бидејќи досега и самиот договор не може да се видат одредбите, затоа што владата тврди дека не може да се даде на увид. Оние кои што имале увид, пристапиле кон вакви постапки. Ова е проверливо, бидејќи сите овие промени мора да постојат во евиденцијата на катастарот на недвижности. И дополнително, повторно, после отпочнување на постапката, истите се изземаат од овие одредби. Понатаму, зошто е ова потврдено? И во членот 8, со кој што се менува членот 53, ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: по исклучок од ставот 1 на овој член, проектната документација за градбите од стратешки интерес се изработува и заверува во писмена форма, на начин утврден со прописот од членот 54. Повторно се заобиколува електронско доставување на проектот, се со цел да имаат време и простор за промена на она што нема да им биде од интерес нивни лични, односно во секој момент може, кога е хард копи, може да се заменат и да се стават други документи. Меѓутоа, доколку е во електронска форма, како што е согласно позитивното законско решение, истите ќе остават трак во одреден систем, иако сакаат да менуваат, меѓутоа оставаат трак. А вака единствено се става и се вади. Сето ова упатува на она што го потенцирав, лукративните причини од кои што го градат, го проектираат и почнуваат да го градат овој проект. Сето ова произлегува од онаа кое што сакат да го заткријат и озаконат оние што тоа ќе го изведуваат. Доколку имаат честни намери, потенцирам не само овој закон, сите доставени закони кои што се однесуваат на кратење на постапките и заобиколување на позитивните законски прописи, можеше во даден рок да се спроведат и да се завршат, доколку суштински се пристапеше и имаат честна намера да го направат тоа. Но тие посегнаа по заобиколување на постоечките прописи и со тоа се создаде сомнежот кој што е оправдан во јавноста, дека истите предвидуваат дека таму имаат одредени побуди. Сето ова се потврди и со знаењето дека по одредени закони се има произнесено и Уставниот суд, но тие превзеле обврска која што не име во рамките на нивните надлежности, обврска која е во рамките на законодавниот дом, а тие подпишуваат договори каде се обврзуваат да исплаќаат средства од буџетот на Република Македонија за нешто што не се надлежни, а истите знаеле и со умисла го направиле тоа да пристапат кон вакви измени. После тоа видоа дека не можат да ги поминат во редовна постапка и за само неколку дена утврдија дека првичниот основ за доставување не бил во ред. Односно, го променија основот за доставување на овие предлог законски решенија со европско знаменце, за кое што нема да зборувам, бидејќи јавноста е
запознаена со сите постапки и сите реакции дека ова е прекрашување на постапката при носење на овие закони со цел замолчување и на опозицијата и на јавноста да ги видат сите детали и сите постапки кои што сакат да се заобиколат со овие предлог законски решенија. Благодарам.